Ама вие заборавате дека ние сме мнозинството. Не вие, кои што како малцинство решивте да го промените името на државата, нели, и да клекнете пред нашите соседни држави за да им правите Хонолулу. Тоа што вие го направивте на Македонија е непростливо. И вашите финти, ајде, нема врска, човече, па дај да гледаме во иднината, да не се вртиме назад. Па што е важно што бараат овие бугариве, да си ја дадеме историјата, да кажеме дека Гоце Делчев е бугарин, дека, нели, Илинденското восстание е бугарин. Што има везе, бе, човече, дај, бе, човече, Европа иде напред, бе, 21 век, бе, уште ли ке се враќаме у 19 и 18 век, бе. Абе, многу е глупо, бе, дај напред да гледаме. Овие финти, овие мантри, не ви проаѓаат одамна, прочитани сте, како селски буквар. И никогаш повеќе нема да биде исто. И нема да има мир овде. А за тоа што нема да има мир, вие сте криви и никој друг. Никој друг. Вие фактички со овие договори што ги потпишавте со Грција и Бугарија, направивте мирот во наредните 20 години во Македонија да виси на Дамоклов меч, на влакно да виси. А Македонија порано беше една поезија, едно семејство со име и презиме. Да, со несогласување имаше, тоа е точно, имаше и караници, имаше. Имаше и терање во 300, мајки шајки, да, тоа го имаше, нели? Тоа беа тешки времиња. Но истовремено беа и убави. Знаеш, струеше во воздухот една романтика, љубов. Се пеа песни, имаше музика, имаше големи спортски успеси. Се кренавме како птицата Феникс од пепелот. 2/3 од светот ќе препознава Македонија како едно мало семејство, оригинално само по себе, со сите разлики културни, социолошки, етнички внатре во неа. И што се случи? Што се случи? Слаки, мирна, нанкај, да заврши, мама, ќе ти дам зелена тревичка да се напасеш, зопца да се најдеш, водичка да се најдеш, само да завршам сега. И што се случи? Што се случи? Вие го продадовте името на државата. Ги издадовте, ги предадовте идеалите на нашите прадедовци, аманетите што ни ги оставиле. Плукнавте на борбата и на крвта на сите револуционери што ја дале за Македонија, почнувајќи од Илинденското восстание, преку Првата и Балканските војни, Првата светска војна, Втората светска војна, па се до, нели, 91 кога се формираше она Република Македонија, на која што после вие го избришавте името најбезобразно. Вие ја предадовте Асномска Македонија. И затоа ќе си одговарате еден ден. Ќе си лежите. И сето тоа го продадовте, замислете. Не го продадовте ни на русите, ни на американците, туку го продадовте на комшиите. На најподмолен начин. Додека сите ви верувавме, вие не излажавте најперверзно. Лажевте дека нема да го промените името, дека ќе држите до црвените линии на македонскиот идентитет и македонските интереси. Направивте семејно насилство врз сопствените членови на фамилијата Македонија. Да, вие северџаните го злоупотребивте своето семејство од позиција на лажна моќ со помош на надворешни непријатели. Го сврнавивте, го украдовте, го продадовте и притоа затворивте еден куп недолжни луѓе да лежат по затвори во ваше име. Вашите злоупотреби и предавства му ги припишавте на друг и мислите дека тоа така ќе помине. Па немојте да барате да се однесуваме нормално после сето ненормално што го доживеавме од вас. Да барате да се правиме како ништо не било. Укинувањето на македонизмот да го прикажувате како некаков напад на некакви демократски вредности. Па не постои такво нешто. Постоите само вие кои дигнавте рака на сопствените најмили и ги уништивте и ги ограбивте. И тие нема никогаш тоа да ви го простат. Колку и да вие и вашите ментори се обидувате да релативизирате, нема помирување. Жртвата нема да се помири со насилникот, нема ни да му прости никогаш. А вие и понатака кажувајте ги вашите
прекрасни мантри. Човече, не е битно, дај да не гледаме во минатото, во 19 век ли ке се враќаме се у 21 век, дај да гледаме напред, човече, да одиме со светот, со ЕУ, со НАТО. Што има, многу е селјачки кога гледаш назад и се расправаш за некоја историја, за Гоце, за Даме, за Јане, за Илинденското востание, за партизаните, па Тито Коминтерната, па јазикот дали е наш, дали не. И сам, дај човече, дај напред да гледаме. Само вие продолжете да си мантрате. Само да знаете, никој више не ви верува. Вие во приказнава не сте добрите момци. Вие сте тие поврзани со тендери, рекети, кршење на устав, деловник, референдум, купување пратеници, незаконско прислушкување, емитување на приватни разговори. Вие сте мекиците од Рашко, Луивитонот на Боки, законот на Кацарска, газењето на Кичевскиот, бројчаникот на Али, торбите на Ден Дончев, загадувањето на Кочот, трас, бум, бум, трес, судството, мухијаджијата, дуи све моќната со калето, за демонтажата на демократската унитарна држава. Тоа сте вие. Крај, the end. Конец, ну заец, ну пагаджи! Сами си биравте, затоа не цвикајте, не ве личи на парите што ги украдовте. Толку имам да кажам.